Започнуваме со најновите регионални вести. Караванот во рамки на кампањата на секое дете му треба семејство. Денес беше во Тетово. Граѓаните се информираа за условите за згрижување на дете, на кое ќе му понудат љубов, грижа и топол дом. Над 200 деца во Македонија бараат згрижувачки семејства. Во Центарот за социјална работа Тетово има роднински згрижувања, а 5 деца од градот се згрижени низ други места во Македонија. Тетовци денес можеа да се информираат за условите за згрижување во рамки на кампањата на секое дете му треба семејство, чиј караван денес беше на Тетовскиот плоштад. Значи во Центарот Тетово се евидентирани 5 деца што се сместени не во градот Тетово, се надвор од градот Тетово, во други градови. Тие се деца со посебни потреби и имат над 2 години, како излегува од домот Битола и од другите установи. Таму живеат, растат и вклучени во образование и живеат нормален живот, како што им пружат згрижувачите со најдобрите услови и поддршката како родител. Целта на проектот е да се зголеми поддршката за згрижување и наместо децата да се систематизираат во големи социјални центри, да можат да ја почувствуваат семејната топлина. Директорката на Центарот за социјална работа Тетово, Нада Блажеска, вели дека секој кој сака да биде згрижувачко семејство, првично треба да има голем интерес, да понуди грижа и љубов на конкретното дете. Освен тоа треба да биде психофизички нормално здрави, да не биде осудувани, да не им е одземено родителското право, да има материјални и стамбени можности да прифата дете во своето семејство. Процедурата е откако ќе аплицираат, односно поднесат барање до нашиот центар, мислим до сите центри, тоа е процедурата иста. Значи се поднесува апликации барања до локалните центри за социјална работа и од тогаш почнува постапката. Значи се врши проценување на оние семејства кои се пријавиле за оваа хумана улога. Проценката се врши, значи, дали исполнуваа сите тие критериуми кои пред малку ги споменав, согласно законската регулатива. Доколку Центарот оцени и од увидот во документацијата која они доставиле, разговорот со нивните членови на семејството, направениот увид во нивните семејства, се врши проценка и Центарот носи оцена дали они потенцијалното згрижувачко семејство ги исполнува условите да станат изгрижувачи. Потоа процедурата следи обука за згрижувачите. Доколку се смести, односно згрижи некое дете у нивното семејство, постојано има поддршка од страна на Центарот за социјална работа, психолошка поддршка. Центарот изготвува индивидуален план за да може да се управува, како да управува со буџетот, како да, ако се работи за училишно дете, да му се подобри успехот и така натаму. Проектот се реализира со помош на Организацијата на Обединетите нации, УНИЦЕФ. Ова е многу важно, бидејќи владата има цели да се заврши, да се стави крај на грижата за деца во големи институции, како што е институцијата во Битола и во Скопје до 2020 година. Ова е многу важно, бидејќи децата имаат право да растат во семејство, а тоа е исто така важно, бидејќи децата имаат право на чувство на припадност, на идентитет и љубов. Значи, таа најважна работа која што ја спомнав е чувство на поврзаност и стимулација, бидејќи како родител знаете дека треба да сте таму за своето дете, да сте достапни за него, но во една таква голема институција децата добиваат максимум 1 до 2 часа дневно. Според едно истражување спроведено во 33 европски држави, вдомувањето на деца во згрижувачки семејства е неколку пати поевтино во споредба со сместување во соодветни институции, а ефектите се многу поголеми, зашто децата растат во здрави семејни услови.
Утринава пред 10 часот на улицата 29 ноември наспроти клиничката болница во Тетово регистриран е вооружен инцидент во кој за среќа нема повредени лица. Инцидентот настанал поради должничко-доверителски односи меѓу двете лица учесници во него. Случајна средба во Тетово утринава премина во вербална расправија, а заврши во вооружена престрелка. На една од најфреквентните улици во градот наспроти клиничката болница, 58 годишниот тетовец Б.И. извадил пиштол и пукал кон лицето со иницијали М.И. од тетовско џепчиште, на возраст од 52 години. За среќа во инцидентот никој не е повреден, а куршумот завршил во стаклото од овој автомобил. Според првичните информации на полицијата, откако двајцата се сретнале, жителот од џепчиште кон кого е пукано, претходно физички го нападнал тетовецот. Неофицијално инцидентот настанал како резултат на нерасчистени должничко-доверителски односи кои ги имале двете лица. Пиштолот со кој пукал во лицето го поседувал без дозвола. Во честите нарушувања на јавниот ред и мир полицијата регистрира употреба на огнени оружја, кои учесниците ги поседуваат нелегално. И експертите се согласни дека на пазарот има најчесто пиштоли без документи, кои се користат во разни кривични дела, а кои накрај завршуваат и со жртви. За да се намалат количините на нелегални оружја, потребно на полицијата да им се дадат поголеми овластувања при претреси. Ако постои сомнеж дека некој или некаде се чува оружје без дозвола, вели универзитетскиот професор по кривично право Чебир Авзиу. Сега моментално полицијата нема овластување за вршење на претрес, туку има овластување само за вршење на преглед, кај што има огромна разлика меѓу преглед и претрес. Се врши претрес, треба наредба од суд. И затоа полицијата може само да гледа визуелно, со очи, со сетила. А не може да отвори гепек, да отвори резервна гума, да ти отвори само во возило кај што е скриено оружјето. Друга варијанта, според моје мислење, е да се заоштруваат казните околу употреба на огнено оружје. Нелегално огнено оружје на Полошкото подрачје го има и во рацете на малолетниците. Пред 2 дена со судска наредба, полицијата при претрес во куќа во Гостиварско Чегране пронајде пиштол марка Зораки калибар 9 мм со куршуми. Огненото оружје кое го поседувал без дозвола му припаѓало на 17 годишен малолетник од ова село. Тетовец вчера починал во затворот во Идризово. Полицијата во угостителски објект во Тетовско повторно пронашла танчерки, а во село Требиште ливада насадена со канабис сатива. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи вчера во 15 часот во секторот за внатрешни работи Скопје, од казнено-поправната установа Идризово било пријавено дека осуденик 34 годишник од Тетово во Челија бил пронајден во безсознание. Со возило на затворската служба бил однесен во комплексот клиники Мајка Тереза, каде од страна на лекар била констатирана смрт. Телото на починатиот било дадено во судската медицина за обдукција. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово ноќеска од 23 часот до 3 часот по полноќ спровеле акциска контрола во угостителски објект лоциран покрај автопатот Тетово Гостивар во Горно Седларце, сопственост на 48 годишен жител на Тетово, соопшти СВР Тетово. При контролата во објектот биле затекнати 9 женски лица, од кои 6 државјанки на Република Албанија и 3 македонски државјанки. Странските државјанки на возраст од 20 до 27 години приведени се и задржани во полициската станица Тетово, пошто се предадени на одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за понатамошна постапка. Како што соопшти СВР, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициско оделение Ростуше, вчера околу 14 часот и 30 минути во атарот на долнореканското село Требиште, во местноста Вјавор, на 4 различни локации во неоградени ливади, пронашле вкупно 12 стебла од растението канабис сатива. Според првичните сознанија од извршениот увид, стеблата биле засадени од засега непознати лица. Се работи на целосно расчистување на случајот. Возило во движење се само запалило на автопатот Тетово Скопје. БМВ паднало во бездна на магистралниот пат Гостивар-Кичево, а возачот и сопатничката завршиле на скопските клиники поради сериозноста на повредите. СВР Тетово апелира на внимателно возење.
Како што информираат од СВР Тетово, денес околу 11 часот патничко моторно возило Алфа Ромео со тетовски регистарски таблици, управувано од 50 годишен жител на Голема Речица, движејќи се по автопатот Тетово Скопје во близина на село Рогле, од засега неутврдени причини се само запалило. Огнот прво избил во предниот дел, пошто го зафатил целото возило. Нема повредени бидејќи возачот и сопатниците навреме го напуштиле возилото. Во гаснењето на пожарот учествувала и територијалната противпожарна единица од Тетово. Ноќеска околу 1 часот на магистралниот пат Гостивар Кичево на почетокот на Новоселскиот мост, патничко возило БМВ со австријски регистарски таблици, управувано од 53 годишен жител на кичевското село Јагол, загубило контрола, излетало од коловоз и завршило во бездна. Од излетувањето возачот и неговата сопруга и сопатничка здобиле тешки телесни повреди и со возило на брзата помош пренесени се во Гостиварската општа болница Ферид Мурат, а по укажаната лекарска помош поради сериозност на повредите итно се пренесени на скопските клиники. Зачестените сообраќајни несреќи кои деновиве се случуваат на Тетовско-Гостиварското подрачје во значителна мерка ги засилија сообраќајно-контролните активности на СВР Тетово, но и потребата сите учесници во сообраќајот да бидат максимално внимателни. Ова посебно се однесува на возачите на коим се советува целосно да ги почитуваат правилата и прописите и пред се да ја прилагодат брзината според условите на патот, зашто честите врнежи од дожд придонесуваат коловозите повремено да бидат влажни, лизгави и сообраќајно ризични. До возачите се апелира исто така да не тргнуваат на пат изморени, посебно во доцните вечерни часови, кога можат да заспијат или да ја изгубат контролата над возилата, навреме да ја проверат техничката исправност на уредите за сопирање и светлосните уреди и задолжително да ги користат сигурносните појаси. Со оглед на осетно зголемениот број на возила на подрачјето им се препорачува да ги избегнуваат сообраќајните шпицови од 12 до 17 часот, да не ги оставаат возилата каде ќе стигнат, туку само на места определени за таа цел и да бидат сконцентрирани и трпеливи. Докрај внимателни треба да бидат и пешаците и секогаш да ги користат пешачките премини, меѓутоа и непотребно да не се задржуваат на коловоз и на тој начин да ја доведуваат во прашање нивната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Вчера предпладне од 8 до 12 часот на поширокото полошко подрачје спроведена е акцијска контрола во чие средиште биле пешаците и нивното однесување во сообраќајот. Во тетовските контролни активности откриени се вкупно 22 прекршоци на пешаци, од кои 14 небезбедно ја преминувале улицата надвор од обележан пешачки премин, а 8 не ги почитувале сообраќајно светлосните знаци. На сите прекршители изготвени им се прекршочни платни налози и повикани се на сообраќајна поука. Во Гостиварската контрола констатирани се 8 прекршоци, 7 пешаци небезбедно ја преминувале улицата, додека еден непотребно се задржувал на коловоз. На 8 прекршители изготвени им се сообраќајни прекршочни платни налози и повикани се на сообраќајна поука. Даночните обврзници во туристичките места и на патните делници во текот на летниот период ќе бидат под засилена контрола на Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи со засилени контроли на даночните обврзници во текот на летниот период, особено во туристичките места и на патните делници. Оттаму апелираат на поголема даночна дисциплина. Даночните обврзници кои вршат дејност во туристичките места, како и субјектите кои се лоцирани на патните делници, се предмет на засилен мониторинг од страна на Управата за јавни приходи преку зголемено присуство на терен од страна на даночните инспектори. Регистрирањето на готовинскиот промет преку фискалниот апарат е законска обврска на сите даночни обврзници, поради што укажуваме на доследно почитување на Законот за регистрирање на готовински плаќања. Во сите случаи каде што Управата за јавни приходи ќе најде на неправилности од страна на даночните обврзници, за нерегистрирање на прометот на готовинскиот промет, даночните обврзници ќе се соочуваат со прекршочни санкции. Затоа јас апелирам до даночните обврзници, а посебно на овие сега што им е сезоната на туристите, што вршат дејности на туристичките места, да ја зголемат или да бидат повеќе дисциплинирани во овој период, бидејќи ако се
ако се наидеме на такви неправилности, ќе бидеме принудени да ги затвориме објектите и да се санкционират. Јас би ги замолил исто така и граѓаните на нашата земја во секој момент, при секој купување на добра и услуга, да побарат фискална сметка од даночните обврзници, бидејќи тоа е данокот, тоа е нашиот данок, данокот на граѓаните кој би требало нормално да им се дава фискалната сметка. Секое навремено уредно плаќање на даноци, значи е предуслов за создавање на еднакви услови на пазарот и лојална конкуренција. Од регионалната дирекција на УЈП во Тетово велат дека за разлика од претходните години има подобрување на даночната дисциплина кај граѓаните, односно правните субјекти, но се уште треба да се работи на зголемување на истата. Утре празникот посветен на Светиот Архангел Гаврил ќе се прослави во патроната црква во село Тумчевиште. Традиционално на 26 јули во четврток, православните верници во Гостивар и околните градови во манастирската црква Свети Архангел Гаврил во село Тумчевиште на свечен начин ќе го одбележат христијанскиот празник посветен на Светиот Архангел Гаврил, кој ја соопштил радосната вест на Пресвета Богородица, дека ќе го роди Спасителот на светот. Во чест на празникот во храмот, со почеток во 9 часот и 30 минути, ќе биде отслужена света божествена литургија, пошто ќе биде извршен чинот на водосвет и ќе се прережат кумските колачи. За доброто расположение на присутните ќе биде организирана и културно-уметничка програма. Гостите ќе ги забавува групата Индекси од Гостивар. За сите верници ќе биде приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Од црковниот одбор при црквата Свети Архангел Гаврил од Тумчевиште упатуваат апел до сите благочестиви христијани да присуствуваат на црковно-народниот собир со цел подостојно одбележување на празникот. Директорот за европски и глобални партнерства на НАТО Джеймс Мекки престојува со делегација од Алијансата во Македонија за официјално да ги започне пристапните преговори за членство на Македонија. Кога ќе се исполнати самите внатрешни процедури и откако одлуката ќе биде одобрена во парламентите на 29 земји членки, ќе станете членка на НАТО. Согласно нашите минати искуства, очекуваме целиот процес да трае 18 месеци. Секако ќе станува збор за интензивен период, но со нетрпение очекуваме да работиме со вашата влада, изјави Меки. Според Стево Пендаровски, делегацијата на НАТО нема да разговара за политичките прашања, што се домашна задача, туку ќе се разговара за се оно што е типично во текот на предпристапните преговори со секоја земја досега, од воено-технички прашања, па се до правните и финансиските импликации од идното членство на земјата во НАТО алијансата. Со оваа посета денеска на висока НАТО делегација на Скопје почнуваат тие пристапни преговори. Ние сме многу среќни што имаме делегација од НАТО која е направена практично веднаш по носењето на одлуката во Брисел, што значи дека НАТО е подготвен промптно, веднаш, да одговори на заложбите кои со години ги повторува. Тоа е така наречената политика на отворени врати. Значи, своите обврски тие имаат намера да ги исполнат, ние треба да ги исполниме нашите обврски. Делегацијата која денеска со релевантни представници на компетентните институции ќе разговара на различни прашања кои се поврзани со пристапниот процес. Се разбира, нема да разговара за политичкото прашање кое е наша домашна задача, пред се зборувам за договорот од Пресва, меѓутоа за се друго што е типично за пристапните преговори со било која земја кандидатка до сега ќе биде на маса денес. The process involves a series of talks. Секако дека ова ќе биде еден долг процес каде што ќе имаме низа разговори кои што ќе се водат секако со министерствата, со владата, за да вашата земја стане 30-та земја членка на НАТО. Ова подразбира дека треба да се дефинираат најразлични политички, исто така финансиски аспекти, но исто така и аспекти поврзани со самата безбедност, но и низа на правни одговори кои ќе треба да се подпишат.
Председателот на Комисијата за надворешни работи од редовите на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски не му дозволи на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров да се обрати на денешната седница пред да им биде дозволен увид во класифицираните документи од лидерските средби одржани во јануари и во мај годинава, на кои стана збор за спорот за името. Во заклучоците на Европската Унија се бара одговорност и расчистување на нападот врз собранието од минатата година, 27 април 2017 година. Се бара правна разврска и правна одговорност за индициите за криминал и злоупотреби од прислушкуваните разговори што сите ги слушавме во 2015 година. Не смееме да имаме страф од одговорност и за минатото, и за иднината. Не смееме да имаме страф од соочување со граѓаните на референдум. Впрочем, сите се согласија, пред се опозицијата, често во минатите години зборуваше дека ова прашање може да се реши само со референдум. Дајте тогаш да создадеме услови за референдум, да избереме државна изборна комисија, да расправаме отворено пред граѓаните за плусовите, за минусите. И конечно, последното, мене оваа ситуација, како и 27 април минатата година, така и оваа ситуација последниве денови и недели, мислам дека не ни е на сите важна државата и Македонија. Мислам дека премногу дел од нас мислат на себе си и за својата политичка иднина. Денес имавме променливо облачно и нестабилно време со локален пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движеа од 16 до 18, а дневните од 20 до 27 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 6. Утре не очекува променливо облачно време. Околу пладне и попладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат од 15 до 19, а дневните од 21 до 28 степени. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 6. Вестите ги завршуваме. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.